Лицата со попреченост во Македонија тешко пристапуваат до високо образование. Во прв циклус студии има само 45 студенти, на постдипломски само 2, додека пак на докторски 1 студент. Ниту половина процент од вкупниот број на студенти. Покажува анализата пристап до високо образование на лицата со попреченост во Македонија, која денес беше презентирана кај Народниот правобранител. Оваа категорија на граѓани тешко стигаат до соодветна стручна литература, информации и административни услуги, а се соочуваат и со ред други предизвици. Физичката пристапност во дворовите и во ходниците во внатрешноста кај голем дел од факултетите би рекле дека е задоволителна, но истото не може да се каже и за останатите делови. Не достигаат функционални и пристапни тоалети за студенти со попреченост, функционални пристапни лифтови и пристапни рампи со соодветна ширина и аголна закосеност, непречен пристап до и во предавалните, амфитеатрите, библиотеките и другите објекти. Овие заклучоци произлегуваат или се подкрепуваат со следните податоци од анализата. Повеќе од половина од факултетите или 67,5% воопшто немаат пристапен тоалет за студенти со попреченост. Невработеноста на лицата со попреченост прави свеста за нивните предизвици да биде на незавидно ниско ниво, а невработеноста се должи на тешкиот пристап до високо образование, магичен круг кој се повторува до недоглед. Само 4 лица со попреченост се вработени на сите 40 факултети што ни дадоа одговор, значи 0,1 лице по факултет има вработено со попреченост. Тоа покажува дека тие се уште не се спремни да ги отворат своите врати за вработување на овие лица. Со оваа анализа се мапираше состојбата во високообразовните институции кај нас, можностите и областите кои може да се подобрат, имајќи предвид дека Македонија како потписник на Меѓународната конвенција за правата на лицата со попреченост има должност да се стреми кон еднакви права и можности за овие луѓе.